Голем благослов во денешниот ден, боженски души мои. Добре дојдовте на Уналун Тарот канал. Продолжуваме со судбинските рунски промени за месец јули во зодијачки знаци. Обработив 6 зодијачки знаци за вас и продолжуваме со уште 6 зодијачки знаци во 2 етапи, значи 2 видеа ќе се објават. Продолжуваме сега со 3, значи одиме со Јарец. Добре дојдовте јарци во мојот канал. Се надевам дека денешниот убав и благословен ден ќе ви донесе убави промени за месец јули, како што би изготвиле и би кажале енергично рунските знаци за вас. Па да видиме на кое поле и на кој сегмент од вашиот живот ќе се однесуваат рунските промени во месец јули. Ајде да видиме. Се надевам дека се гледа. Да, тоа е добро. Се надевам дека добро станавте денеска, имате прекрасен ден, без турбуленции. Добро е кога ќе се осеќате мирно во својата душа. За оние кои малку трпно вработат и кои погледуваат, би сакала и би го замолила универзумот да им подари оздравување, не секојдневно, чудесно и магично, а за оние кои макотрпно работат да си ги соберат своите заслужени пехари во работата. Првата карта излезе, ајде сега и втората карта да излезе. Опа, лета, Јарец, нешто брза Јарец со мислите, брза. Ова ќе важи за сите јарци во знак и во подзнак и за некоја констелација во вашиот натален хороскоп, но повеќето би важело за Јарец зодијачки знак и подзнак, кои имаат сонце во Јарец и подзнак во Јарец. Ајде да видиме. Ете, Јарецот брза и тоа што брза и ќе го добием. Се надеваме, ќе видиме рунските записи како ќе кажат. Во прошлиот период, јарците, вие сите што ме пратите и што ме гледате и што сакате да послушате една убава порака, судбинска порака за вас во месец јули, ќе биде на делот на работна задача, работна енергија и на судбински бунар, значи исполнување на желбите во врска со природа, женска природа. Значи, компасот да ви биде во најдобар ред, бидејќи компасот означува работна обврска негдека во светот, значи добро сталожете се, онаму каде што сте планирале да работите, ако се работи на работно ниво, ако е оваа порака и оваа промена што треба да настане, би било на работно ниво и на љубовно ниво или негување кон љубовта. Така да ќе видиме како ќе донесат сега руните за вас. Еве првата карта. Првата промена во компасно, значи сила. Вунџо. Рунски запис Вунџо, кој представува радост, добивка,
емпатичност и мир. Значи, таму каде што сте планирале да одите или да некоја работна обврска да завршите во светот, али сте го направиле безкомпасно, сега промената ви е во сила, во силата. Втората, ајде сите ќе ги отворам, па ќе видиме како ќе даде. Еве. Еве вака. Значи, вие добивте јарци. Вие добивте убави промени, но немојте да бидете тврдоглави. Ке имате соработка во овие промени, ако се на работен план и на љубовен план. Значи, две промени ви следуваат во месец јули. На работен план, или промена на работно место, или издигнување на повисоко работно место, или тоа што ви е заслужено да си го добиете негдека во светот за деловни договори, посветена работа, може да е и онлайн работа. Бунарот на среќата ви се променува во уште поголема среќа и уште поголема моќ, но таа среќа вие треба самите да си ја направите. Значи, треба да достигнете маскулина енергија, затоа и стои записот Турисас. Турисас е символ на моќен човек, на више изграден човек, маскулина енергија, кој ќе предводи од промена на среќен бунар, значи исполнување на желба, во уште поголеми промени на достигнување на супер моќ, едноставно, во самите вас. Кога се работи за љубовна желба, ако се работи во однос за желба на пословен план, ви најавуваат рунските записи дека промената ќе ви се случи токму во вас. Значи, нешто ќе ви кликне во месец јули, кој ќе ви го отвори свесниот дел од вашата логичко размислување за остварување на истата желба. Значи, тука ќе ви настане промена, ќе имате, значи, соработка со лав, водолија и рак, и дали било во знак или подзнак, не е битно, значи соработка ќе имате со овие три знака, значи добра соработка ќе имате, и со овен, и бик. Значи, лав, овен, бик, водолија и рак. Добра соработка. Таму каде што сте пошле, дали било онлайн работа, дали било преговори за нова работа, за искачување на некое повисоко работно ниво, вие ќе го добиете сето тоа со вунџо. Значи, рунските записи ви најавуваат сила, моќ, енергичност, која ќе резултира со промена на компасот. Значи, вратете го компасот уназад, за да го добиете тоа што го сакате, и ќе го добиете тоа што го сакате, а тоа ви е радост, заслужени награди, емпатичност во работата или во љубовта и мир, душевен мир ќе доживеете. Кога се работи за табор, значи за зграда, дали се работи за некои документи, дали се работи за повисока организација која е заслужна за вас, дали се работи за повисока
позиција во истоимената работна организација. Тука ќе доживеете еден мал пат, но ќе струшите нешто, дали во самите себе или некоја незаслуга која требала да припадне на вас како заслуга, се дава на друг и тука ќе направите една огромна промена. Самите рунски записи ви покажуваат, ви го носат Хагалас. Хагалас е рушалачка енергија, значи енергија која руши се пред себе за да отпочне нешто ново. Значи, едноставно ќе направите излекување, катаклизмичко излекување на овој план, значи на овој момент, со промени, трансформации и многу енергија, значи многу енергија, многу сила. Бунарот ви го објаснив со Турисас. Турисас е маскулина енергија, дали ќе имате помош од драг пријател за следните исполнувања на желби или ова сте самите вие кои во месец јули ќе доживеете уште поголема каталистична промена во енергијата маскулин. Значи ќе влезете во маскулин енергија, но не да бидете премногу агресивни. Значи, ви советуваат рунските записи да не бидете премногу агресивни. Кога се работи за Господја, ако се работи за некоја желба кон некоја Господја, јарци, значи не бидете тврдоглави. Послушајте тоа што сака Господјата да ви каже, во однос дали било во работа или во љубов. Едноставно, кога ќе ви каже нешто, бидете протективен. Бидете протективни према таа Господја. Таа Господја не секојдневна Господја, има огромна блажена енергија према вас и према општото околу вас, према вашата. Значи, сослушајте ја, разберете ја, не криете ништо спрема нејзе, дадете до знаење дека сакате, едноставно разговарајте. Со оваа Господја, ако се однесува желба некоја кон нејзе, дадете до знаење дека сакате да разговарате и седнете. Значи, и слушајте ја. Што има да каже? Кажете си вие што имате да кажете. Ако се однесува во љубовен контекст, ако се однесува во работен контекст, таа ќе ви биде првата карика што ќе ви помогне, бидејќи ви е искрен пријател и искрено би ве советувала, но вие не треба да промените ви настануваат на поле 2 сегмента и не бидете тврдоглави. Промени, убави промени ќе доживеете, ќе достигнете тоа што го сакате во месец јули. Доволно ќе би било само една промена да ви настане во месец јули, вие ќе бидете на врв од она што го посакувате и од она што ви е желба, среќа, енергија. Ја ви посакувам многу здравје, многу плоден ден денеска да си имате и нареден месец дена, цел јули. Сите промени што ви кажа рунските записи да ви се случат и се гледаме во некое друго видео, друг запис за вас истите, а тоа би било во месец јули за месец август, истите промени да видиме на месечно ниво како ќе течат. Поздрав, секое добро за вас, а ја одам на нареден хороскопски знак. И голем благослов. Водолии, добре дојдовте во мојот канал. Овој месец исчитувам енергии за месец јули за вас, да видиме
кои промени за месец јули ќе се случат од рунските записи за вас и на кое ниво и на кој сегмент од вашиот живот. Па Водолии, послушајте, ова ќе важи за вас што имате сончев знак во Водолија и за подзнак Водолија. Па ајде да видиме на кој сегмент од вашиот живот или кој проблем ќе се случат промените во месец јули за вас од рунските записи. Значи, исчитуваме енергии на судбински рунски промени за месец јули. Ајде. Да. Токму вашата карта излезе. Значи, желби, само желби, манифестации. Браво, Водолии. Ајде. Сонце, браво. Ајде да видиме сега што ќе се случи понатаму. Зашто вие манифестирате? Најавуваат картичките дека ќе има промени. Да. Епа, Водолии, вашата желба најверојатно ќе се исполни. Што сте изманифестирале во минатиот период, тоа и ќе го добиете. Но клучна улога за вас во месец јули и клучна промена ќе се случи во промена на отклучување на некоја вистина и бришење на некои персони од вашиот живот кои не ви служат повеќе како персони, не ви одговараат на вашата енергија, не сакаат да соработуваат со вас, не се ваши истомисленици. Тука ќе се случат вашите промени во месец јули. Ајде да видиме што се случило и што ќе се промени со ова дознавање на некоја вистина, нешто ќе се отклучи. Да, добро. Браво. Браво, Водолии. Убаво. Ајде да видиме. Еве, овие две. Така. Значи, вие ги добивте рунските записи. Рунски промени од Пертро. Пертро е руски запис на добра среќа. Значи, тркалото на среќата е сега завртено на кај вас и таа желба, таа манифестација што сте си ја имале, ќе ви се исполни, значи ќе ви се оствари со сонце, значи со убавина, со ентузијазам, со мокност во себе. Значи се работи за некоја најверојатно енергија, женска енергија, која треба да која е премногу интуитивна, мистериозна е во незините сваќања и е божествен емпат. Значи, божествена енергија носи во себе, емпатична, значи, преку незината енергија, вас ќе ви се исполни некоја желба која претходно ви ги најавија картичките. А таа желба би била за добивање на универзумска правда. Правда за нешто. Дали ќе биде правда за материјална енергија, дали ќе биде правда во смисол на работна снага, дали ќе биде правда за љубовна ситуација, дали ќе биде фамилиарна правда. Значи, правдата ќе биде загарантирана и ќе биде
за вас во овој момент, во месец јули, ќе достигне статус на важен сегмент и важен дел во вашиот живот во месец јули. Значи ќе се променат нештата, за да се добие сонцето, да се исполни желбата, ќе треба да се достигне правен статус за нештата да се избалансираат. Значи баланс треба да се постигне со правда. За вас тоа што ви е заклучено или тоа што ќе го дознаете во месец јули ќе биде од протективно значење, но многу добро да слушате. Значи добар слушател да бидете. Тука ќе се променат нештата и тука ќе ја дознаете целата вистина кога ќе бидете добар слушател. И за вас е рунскиот запис Алгис, кој означава месечина, а месечината ја носи во себе и вистината, и откритието, но и делумно сокриено. Значи не целосно јасно, затоа ви советувам кога ќе ја отклучувате вистината, добро слушајте во протективна вредност. Значи самите себе заштитете се и добро слушајте што ќе ви биде кажано. Промените кон некои луѓе што ќе се променат, значи ќе се променат со тоа што како ќе ги тргнете тие луѓе кои више не ви користат во вашиот живот, кои не се корисни, што не се ваши истомисленици, кои не ви даваат поддршка. Едноставно ќе ги стагнирате. Го добивте рунскиот запис Иса. Иса е стагнација. Иса е ладност. Значи, внатрешни блокади. Овие луѓе имаат внатрешни блокади. Тие луѓе ве блокираат. И се уште ве блокираат за нештата. Но сето тоа ќе се промени. Доколку вие и самите себе се одблокирате од некоја загарантирана правда и за некоја протекција која би дознале некој важен момент, сегмент од некоја ваша манифестација. Значи, одморете се од овие луѓе, од овие стагнанти, сами себе исцелете се, размислете добро каде ви ги заделе блокадите и затоа ќе ги отстраните. Значи, судбинските промени ви доаѓаат со отстранување со дознавање на некој скриен момент во вашата манифестација или во вашата желба за правда, вие ги разоткривате луѓето што ве обкружувале, неколку души се, значи, тоа е една група на луѓе, ги разоткривате со тоа што дознавате каде ве блокирале, зашто не ви давале мир и зашто не ви давале да растете самосвесно и не ви дозволувале да ви се исполни желбата. Значи, рунските записи ви даваат големо откритие во месец јули да дознаете за некои скриени работи што ви биле на дофат на самите раце, но не можело не сте можеле да ги добиете затоа што правдата не била на ваша страна, ви била покриени некои работи од некои луѓе што не биле истомисленици со вас или што сакале да ве поклопат
за да не порастете како такви. Ја ви посакувам многу среќа, многу успех, многу здравје пред се, за ова сето да ви се исполни во месец јули, па да ми оставите вие во доле што ќе ме послушате еден убав коментар да видиме дали нешто од ова се исполнило и во кој правец се однесувало. Баш би сакала да знам и ја ви посакувам многу успех и многу среќа, голем благослов за овие судбински промени, судбински рунски промени кои ви доаѓаат во месец јули. А јас продолжувам со следно видео, а на вас ве оставам во добро здравје и среќа овој ден. Поздрав! И голем благослов и за вас, риби, убави риби. Добре дојдовте на мојот канал. Као за прв пат денеска ги читувам вашите судбински рунски промени за месец јули кои треба да се случат во некој дел од вашиот сегмент живот, сегментен дел од животот, така да почнеме риби да видиме што ќе кажат рунските записи за вас и на кој дел ќе се однесуваат промените. Интуитивни сте премногу и за вас ќе важи, ќе биде секоја промена добре дојдена. Овие судбински промени, судбински рунски промени ќе важат за знак и познак во риби, кој има знак и познак во риба. Рибата е една многу чувствителна, интуитивна, емпатичен зодијачки знак и секој кој го поседува, интуиција му е 2000% премногу, исто како и ракот, исто како и шкорпијата. Тоа се најинтуитивни знаци, емпатични, но знаат да бидат понекогаш и доволно агресивни за да возвратат. Ајде да видиме на кој дел риби за вас, на кој сегмент од животот ќе ви се случат промените, рунските промени. Добро. Во бунарот на среќата, значи нешто да видиме дали ќе дојде некоја среќа. Да. Во проаѓање на мостови. Така, очекувате некој глас, дали од некоја особа, дали од некоја персона која ве наблюдува. Да. Така. Риби, вие сте ми премногу заљубени. Имате сонови буквално за некоја сродна душа која е ваш партнер или во работа, или ќе биде ваш партнер во иста работа. Така да видиме сега руните каде ќе ви направат, како и со што ќе ви направат промена во месец јули на вашата проблематика или тематика или добиток. Имате остварување на желбата што сте си ја посакувале. Значи, тркалото или бунарот на исполнување на желбите ви е присутен, отворен, но имате еден огромен мост, не знаете како да пристапите кон некоја особа која
се уште очекувате глас од таа персона, а за таа персона манифестирате моменти кои не би можела да опишам што и како, но имате еден огромен мост, најверојатно сте на далечина, еден со друг, но би сакале да се случи порака, спојување или раздвојување некоја персона која ве мачи. Ајде да видиме сега. Значи, оваа персона која ве мачи, кој сте имале во претходниот период, риби, вашиот бунар на желби или пак тркало на среќата, означено како бунар, е во маскулин енергија. Значи, во ваша енергија е, доколку сте маж, доколку сте жена. Значи, треба да избалансирате помеѓу маскулин и помеѓу маскулин и енергија, женствена енергија. Друго, ги добивте рунските записи Турисас, Тивас, Алгис и Иса. Овие се четири рунски записи, 4 рунски символи кои укажуваат на некоја стратегија од ваша страна, но вие посакувате да се вратите кај некого. Вие имате таков проблем да се опуштите и да влезете во момент на враќање кај некого, дури и Боже, имате универзумска правда уклучено, но да знаете дека ќе добиете глас од оваа персона, дали било мушка или женска персона, дали било маж или жена, не е битно. Ќе добиете одговор од оваа персона, судбинските промени ќе ви бидат на места каде што ќе се случи исполнување на ваша манифестација или желба. Значи, вашиот среќен судбински точак е во рацете на царски раце. Значи, во маскулин енергија е. Ке имате промени тука, во маскулин енергија, значи, промени ќе ви бидат на среќни моменти, доколку не сте ги имале, сега ќе ги имате во месец јули. Имате соработка со Девица, Овен, Бик, Вага и Рак. Значи, за преоѓање на некој мост помеѓу неразбирање, можеби не сакате да се разведете, но може имате некој спор помеѓу машко-женски односи. Значи, доколку имате спор помеѓу машко-женски односи, верувајте ми дека ќе имате правда. Значи, ќе добиете универзумска правда. Ќе ви биде најотчитан момент, статусен момент. Значи, мора да имате правда. Дали да бидете само критични, само праведни, или пак да доживеете правда на некој момент,
Тоа вие земете како ви одговара, значи вие само знаете, но рунските записи ви советуваат дека ќе имате огромен буквален помак во месец јули за добивање на некоја правда, поминување на некој мост кон некоја персона или со некоја персона, добивање на документи, пораки, записи што ви биле потребни и вашата манифестација може да почне и да се исполни во месец јули, бидејќи ќе бидете во искачување нагоре, со тоа што немојте да бидете тврдоглави, заштитете се од премногу неадекватни солуции, давање на совети од страна на некои персони што се околу вас и не бидете во стагнација. Значи, вие добивате она што го сакате на емотивен или персонален план и манифестацијата, судбинските промени вие окарактеризираат како стагнација, значи ќе имате стагнација на манифестација и исполнување на некоја ваша желба, се уште не е време, поради тоа што имате некоја внатрешна блокада и ви треба одмор од сето случување во претходен период. Значи, месец јули ќе имате помак, значи, ќе имате продолжеток на некои ваши легални работи, но ќе бидат делумно завршени. Судбинските промени ќе ви бидат во целост опфатени, со тоа што судбинска промена ќе ви биде и таа што желбата што ја имате или манифестацијата околу оваа работа се уште не е време да се исполни, затоа што имате внатрешни блокади, ви треба одмор, премногу сте се давале себе си, во стагнација ќе бидете, во ледено доба ќе бидете, иако е месец јули, со тоа што треба да соберете сила и снага, треба да се видите самите себе си, да видите што, како се случува и понатаму за во месец август да видиме на дел дали ќе се исполнат овие манифестации за вас или не. Но сега многу убаво ви даваат до знаење судбинските рунски промени ќе ви се случат во дел на некоја среќно завртување, но се уште не е дојдено време да ви се исполни некоја ваша манифестација, затоа што вие сте во големи блокади во моментот. Значи, сами со себе имате блокади, може да имате блокади и на патот со добивање на некоја документација, ако се работи за правни односи, ако се работи за емотивни односи, вие самите си стварате блокади за да не ви се исполни некоја желба. Така да, судбинските промени ќе ви бидат на делот од емотивно и работно поле, со тоа што ќе имате добра среќа, ќе имате добра енергија, ќе имате помош од луѓе околу вас, но самите себе се блокирате. Овој дел треба да го поминете во месец јули за деблокада и стагнацијата да ја скршите.
за некоја ваша желба која треба да ви се исполни, а која сте ја манифестирале, но не ви е дадено да ви се исполни сега во овој период. Може би треба да почекате, како и самите рунски записи ви носат промени на стагнација. Значи ви даваат промена, стагнација за некоја работа. Може би премногу сте се давале и сте изморени за некоја важна одлука во вашиот живот. Така да, ја ви посакувам многу одмор, многу среќа во месец јули. Се надевам дека сето ова ќе ви биде реализирано од рунските записи и се слушаме и гледаме во некој друг запис. А на сите вам ви посакувам секое добро и убав и пријатен ден да си имате како таков. Сончев, топол и љубете и бидете љубени како и секогаш. Секое добро. Поздрав, се слушаме.